Централен дневник на К1, добро вечер. По најавата за настаните на денот започнуваме веднаш. Останете со нас. Општина Велес недостатокот на паркинг простор ќе го решава со изградба на дополнителен простор за паркирање. На електронско надавање Општина Велес ќе продава 12 плацеви за викендици и 1 плац за хотел на езеро Младост. Шампионот обединува насмевка, живот и едукација. Караван на двократниот европски шампион во ридско-брзински патеки Игор Стефановски иđe. Општина Велес недостатокот на паркинг простор ќе го решава со изградба на дополнителен простор за паркирање, но локалната власти разгледува и опцијата за изградба на катна гаража или воведување на времено паркирање во центарот на градот. Општина Велес се соочува со недостаток на паркинг простор. Една од причините која го наметнува овој проблем се автомобилите кои на себе имаат налепница се продава и со денови ги заземаат слободните паркинг места. Градоначалникот Чадиев најави дека општината за решавање на ова прашање ќе гради нови паркинг простори. Ние интензивно ќе правиме уште еден паркинг простор во близината на улицата Благој Ѓорев, во наредниот период околу гимназијата. Многу скоро ќе почнеме тој паркинг простор и неколку помали како што направивме за по 10 на 15 до 20 возила пред зградите. Локалните власти разгледуваат и дополнителни можности за решавање на овој проблем. Посочуваат дека е можно воведување на зонско паркирање, но се разгледува и проектот за изградба на катна гаража. Ни останува само да отвориме, односно да почнеме проект со катна гаража. Меѓутоа е многу карактеристично дека, на пример, за 900 квадрата простор може да се обезбеди само за 33 возила паркирање. Значи мора да размислуваме за нешто поголемо, каде што би ги задоволиле потребите на граѓаните, меѓутоа треба да размислуваме за долгорочно и за времено паркирање во центарот на градот. Последните податоци на регистрирани автомобили покажуваат дека Велес е град со најмногу автомобили по глава на жител. Од Скопскиот аеродром директно до Доха, новата авиолинија на својот Facebook профил ја најави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, потенцирајќи дека ова е резултат на нивните залагања за обезбедување на нови дестинации за граѓаните. Македонија е една од последните земји која се најде на мапата на Qatar Airways, авиокомпанија која е најдобро рангирана во светот. Од Скопскиот аеродром директно до Доха. Новата авиолинија на својот Facebook профил ја најави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тој напиша: "Ова е уште една нова линија која е резултат на нашите залагања за обезбедување на нови дестинации за нашите граѓани. Сето ова беше иницирано при мојата посета на Доха за време на средбата со емирот Хамад бин Џабир Ал Тани, пошто се реализира и средба со нивната авиокомпанија, на која беше разговарано за можноста за отворање на директен лет. Тие контакти продолжија при што компанијата Qatar Airways донесе позитивна одлука. Во текот на 2016 година ќе има директно поврзување со Доха, Катар, кој представува еден од најмокните економски емирати и е значаен трговски центар, напиша Груевски. Преку финансиската поддршка што ја обезбеди владата за воведување на ефтини авиолинии, се зголеми и бројот на патниците што го користат авиосообраќајот. Последната година македонските аеродроми бележат рекордна бројка од 1,5 милиони патници, што е 2 пати поголем во споредба со останатите. Председателот на СДСМ Зоран Заев денеска беше во посета на Крива Паланка. На средбата со сопартијците тој истакна дека очекува Државната изборна комисија овој викенд да ги соопшти податоците од спроведеното вкрстено контролирање на податоците од единствениот избирачки список. Државната изборна комисија е независната институција која што произлезе од договорот од Пржино и се надеваме дека ќе има доволно време да го заврши она што е најважно во моментот, а се насочени очите на јавноста кон неа, е прочистувањето на избирачкиот список. Од тука испраќаме порака да, како сериозни луѓе,
ги дозавршиме овие процеси и ајде сите да се подготвиме на избори на 5 јуни, каде што граѓанинот ќе го има последниот глас и ќе биде комплетно изразена слободната волја на гласање на нашите граѓани. На електронско надавање општина Вилевски продава 12 плацеви за викендици и 1 плац за хотел на Изоро Младост. 283 динари по митар квадратен е почетната цена, а електронското јавно надавање е закажано за 31 овој месец. Општина Велес продава 12 парцели во населено место за изградба на комплекс со намена временно сместување или викенд населба во катастарските општини Башино село и Новачани. Парцелите кои се во непосредна близина на езерото Младост се со различна големина. Најмалата е 600 квадратни метри, додека најголемата 886. 283 денари по метар квадратен е почетната цена. Електронското јавно надавање е закажано за 31 овој месец. Според првичните информации, поради атрактивноста на локациите, продажната цена по метар квадратен реално е да биде многу повисока. Општина Велес покрај 12 парцели за викенд куќи продава една парцела на која е планирано да се гради хотел. Истата е со површина од 10.659 метри квадратни. Заинтересираните домашни и странски инвеститори за истата ќе може електронски да надаваат на 8 дниот месец. Во 4 државни институции 112 поранешни професионални војници на Арама ќе бидат вработени. Ваква одлука донесе владата на Република Македонија. Станува збор за лица кои исполниле старосната граница за служба во армијата и последната група припадници на професионалниот состав на Арама се вработува согласно законот. Она што е значајно да се истакне е дека е водено особена сметка овие лица да добијат вработување во непосредна близина на местото каде што има постојано живеалиште, а работните места на кои што тие ќе бидат вработени се врз основа на степенот на нивното образование, исполнетост на законските услови и професионалното искуство кое што тие го поседуваат. Возете внимателно со прилагодена брзина, почитувајте ги сообраќајните знаци и правила. Вака денеска ги советуваше европскиот шампион Игор Стефановски иđе најмладите велишани. Под мотото шампионот обединува насмевка, живот и едукација. Игор Стефановски иđе преку директни примери ги едуцираше младите велешани за безбедноста во сообраќајот. Караванот кој шампионот во Рицко-брзински патеки со својот тим го организира, воедно е со цел да се зголеми сообраќајната култура. Јас како спортист брзо возење го докажувам онаму каде што е потребно на тркачките патеки, но сепак во сообраќајот, во редовниот сообраќајот апсолутно ги почитувам сите правила и така треба да биде и за останатите членови во сообраќајот. Апелирам до сите млади и до сите учесници во сообраќајот да се придржуваат до сите знаци, до правилата во сообраќајот, да сите заеднички направиме што по-безбеден живот за нашата татковина и за луѓето што живеат тука. Заинтересираноста на велешани беше голема. Дел од присутните имаа можност на виртуелните симулатори да одберат патека која сакаат да ја возат. За безбедност во сообраќајот говореше и градоначалникот Славчо Чадиев, кој напомена дека само преку вакви каравани може да се влијае врз свеста на младите. Секогаш кога се брза не се стасува на целта. Токму затоа имаме и едукативни настапи многу пати преку Советот за безбедно во сообраќајот и сето она што е значајно да го спречиме она што не би сакале никогаш да се деси. Во секој случај честитки за оваа академија што се обидува на овој начин да го доближи до нашите најмлади сограѓани, што е значи тоа безбедност во движењето во село. За тоа колку е важно да се внимава и да се вози со соодветна брзина, говори и поранешниот спортист Хакија Мекич, кој пред 26 години во сообраќајна несреќа се здобил со траен инвалидитет. По еден локален пат, каде што беше ограничување 60, ние возевме, така речиси, малци, 20 км поише 80. Ама тие 20 км поише од пропишаното придонесе да излетаме од патот, 20 окола бевме, се стумбавме и 20 останавме инвалиди во инвалидски колички. И тој, другар ми Благоја, и јас денеска сме во инвалидски колички.
истреност, храброст и труд, но пред се фер плей, како во сообраќајот, така и во спортот, е она на кое што инсистира шампионот. Инаку досега караванот на двократниот европски шампион Игор Стефановски Идже беше во Охрид, Кавадарци, Росоман, Прилеп и Битола, а од Велес продолжува во останатите градови. Под мотото "Градиме пријателство, создаваме безбедност" денеска содржа традиционалниот спортски турнир помеѓу припадниците од полициската станица од Кавадарци и пензионерите од општината. Пензионерите и полицајците денеска играа шах, табла и пикадо на традиционалниот двумеч под мотото "Градиме пријателство, создаваме безбедност" во организација на Сдруженијето на пензионери од Кавадарци и превентивниот сектор од полициската станица од Кавадарци. Традиционално секој месец март во годината ние месец кога ние ги одржуваме овие средби со вработените од полициска станица Кавадарци. Покрај едукативните предавања што ги имаме од полицијата и поуки што ги имаме за заштита на пензионерите од измами и кражби, ние да не биде само на тоа, ние имаме и спортски активности меѓу нив. Со тоа се здружуваат вработените од полициска станица со нашите пензионери. Инспекторот за превенција од Кавадаречката полициска станица Димитар Каракулев нагласи дека луѓето од третото доба неопходно е да се почитуваат, пред се поради нивното знаење и искуство и поради тоа што се уште повеќе од активно партиципираат во општеството, пофалувајќи ја нивната иницијативност и соработка со јавните институции. Пензионерите веќе се послободни, редовно ги пријавуваат сите негативни појави во градот, не само кога се тие оштетени, кога ќе забележат некое друго лице кое што е цел на напад од страна на криминалците. И се надеваме дека ваквите традиционални дружења, средби, едукации ќе продолжат и во иднина, а се со цел да се подигне степенот на заштита и само заштита на пензионерите од овој вид на криминалци. Се играше со голема страст, но за пензионерите и припадниците од Кавадаречката полиција од поголема важност беше заедничката дружба, отколку освоените места и наградите. Овој традиционален двомеч овозможи уште една незаборавна дружба помеѓу две генерации, едните како постари и поискусни, а другите како помлади и поумешни. И на овогодишниот двумеч пензионерите и припадниците на полициската станица покрај главната спортска активност организираа советодавна група на граѓани на тема превенција од тешки кражби, џебни кражби и измами врз пензионерите. Јавниот повик за субвенционирање на рибарството е во тек. Собствениците на рибници може да ги поднесат своите барања најдоцна до 31 октомври годинава. Колешката Валентина Михајловска ги има деталите. За периодот од 1 ноември 2015 до 31 октомври 2016 година, собствениците на рибници може да поднесуваат барање за субвенционирање на своето производство. На објавениот повик може да се аплицира за набавка на порибителен материјал од домашно производство и за произведена и продадена риба за споменатиот период. Најмногу до 300.000 денари по корисник е висината на поддршката, односно до 40% од вредноста на набавениот подмладок. За произведена и продадена риба пак субвенцијата изнесува 20 денари за килограм. Висината на поддршката се движи од 30 до 400.000 денари во зависност од риболовната површина. За дополнителна заштита на рибите во периодот на природен раст, концесионерите исто така можат да побараат средства. А од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој информираат дека до 30 април годинава млекопроизводителите треба да поднесат барање за директно плаќање на произведеното и продаденото млеко. До 30 април годинава млекопроизводителите треба да поднесат барање за директно плаќање за произведеното и предадено овчо, козјо и кравјо млеко за период од октомври до декември 2015. Информираат од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
Висината на поддршката изнесува 3,5 денари по литар, а барањата се поднесуваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што е извршена регистрација на земјоделското стопанство. Како доказ за продадено млеко се доставуваат откупни белешки, издадени од регистрирани откупувачи на сурово млеко, запишани во регистарот на откупувачи на земјоделски производи. Исто така, сите заинтересирани земјоделци можат да аплицираат и на јавниот повик за доставување барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016. Станува збор за инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства, набавка на опрема за систем за наводнување капка по капка за пченка, сончоглед и фуражни култури, вклучително и бунари за наводнување. За инвестиции во недостапни рурални заедници, ставката за кофинансирање е 75%, за инвестиции во подрачје со ограничени можности на земјоделско производство, кога носителот на инвестицијата е млад земјоделец 65%, за инвестиции во подрачје со ограничени земјоделски можности на земјоделско производство до 60%, кога се работи за инвестиција на земјоделско стопанство, чиј носител е млад земјоделец до 55%. Согласно критериумите за избор, корисниците треба електронски да аплицираат до 31 март годинава. Преку реализација на повеќе проекти за енергетска ефикасност, општина Велес придонесува за заштеда на енергијата. Од локалната самоуправа велат дека вакви проекти ќе продолжат да се реализираат и во иднина. Поставување термофасади, ПВЦ прозори, замена на покривни конструкции се дел од реализираните активности за заштита на енергијата. Повеќе од 10 милиони денари за овие проекти за енергетска ефикасност се инвестирани во Велес минатата година. 4 милиони денари се инвестираа во градежните работи во училиштата Благој Кирков и Джинот, каде се заменија парните котли, а се реновира и тоалетите. Со сума од над 50.000 евра се финансирало и во јавното осветлување во градот. Парите се трошеле за тековно одржување и проширување на уличната мрежа за осветлување. Минатата година се инвестирало и во подобрување на енергетската ефикасност на училиштата во руралните средини, односно училиштата во Клуковец и Челошево добија нови покривни конструкции и ПВЦ прозори. Од локалната самоуправа велат дека проектите за заштита на енергија ќе продолжат и во следниот период. Во тек изработка на програма за енергетска ефикасност која е предвидено да се реализира во следните 2 години. Председателот Иванов во обраќањето на пленарната сесија на глобалниот форум во Баку повика на решавање на проблемите. Во транзитниот прифатен центар Винојуг во Гевгелија повеќе од 72 часа нема влез на нови бегалци и мигранти. Во продолжение вестите од Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во обраќањето на пленарната сесија на глобалниот форум во Баку повика на решавање на проблемите. Тој смета дека е неопходно повеќе да се познаваме и почитуваме меѓу себе, потенцирајќи дека се што се случува на Блискиот Исток е директно поврзано со се што се случува и на Кавказ и на Балканот. Ние на Балканот, на Кавказот и на Блискиот Исток немаме традиција на толеранција. Ние имаме традиција на почит, да се почитуваме меѓу себе. Тоа почитување довело да живееме во различни општества, со голема различност, со многу религии, многу етнички групи, многу јазични групи. Во Македонија во уставот има 5 официјални религии. Ние во Македонија имаме 600 години искуство со исламот и тоа не направи помалку христијани, ниту муслиманите ги направи помалку муслимани. Меѓутоа, секој пат сме ја негувале традицијата на почитување, нагласи Иванов. Седма поред препорака до Советот на Европската Унија даде Европскиот парламент за почеток на преговорите за членство на земјава во Европската Унија. Препораката е условена со одржување фер и демократски избори. Земјата се соочува со критичен момент, не само што предолго чека пред вратата на ЕУ како земја кандидат, туку и се соочува со предизвикот на илјадниците бегалци на нејзините граници. Дојде време таа да направи нов чекор кон евроатлантските интеграции и да ги почне преговорите за членство во Европската Унија,
ако изборите се одржат во согласност со демократските стандарди, рече известувачот Иво Вајгал. Спроведување избори според највисоките меѓународни стандарди, целосна поддршка на специјалното јавно обвинителство, како и подобрување на медиумската состојба се клучни за спроведување на изборите. Веќе трет ден нема влез на нови мигранти и бегалци на јужната граница. Од управничкиот комитет се очекува да се донесе одлука за затварање на нелегалниот премин на котата 59, кој од понеделникот наутро е затворен. Околу 1500 мигранти и бегалци веќе неколку дена се заглавени на северната граница кај Табановце, откако Словенија, Хрватска и Србија донесоа одлука да не примаат бегалци без валидни визи и пасоши. Синоќа грчкиот министер за јавен ред Никос Тоска изјави дека бегалците кои престојуваат во импровизираниот камп кај Домени треба да прифатат дека границата меѓу Грција и Македонија е затворена за нив и дека мора да се преместат во организирани центри за прифат на мигранти. Турција нема да ги прими назад мигрантите. Балканската маршрута затворена. Бегалците кои се блокирани на грчката граница со Македонија немаат шанси да ја преминат. Свето денеска. Денеска турскиот министер за евроинтеграција Волкан Боскар изјави: Турција нема да ги прими назад мигрантите кои веќе се наоѓаат на грчките острови. Овој турски предлог не се однесува на мигрантите кои сега се наоѓаат на грчките острови, истакна Боскар. Тој истакна дека при оваа реадмисија ќе станува збор за десетици или илјади лица, а не за милиони. Денеска во Брисел австриската министерка за внатрешни работи Јохана Микл-Лајтнер изјави дека бегалците кои се блокирани на грчката граница со Македонија немаат шанси да ја преминат. Најчесно е на бегалците да им се каже: не е можно веќе да се премине преку балканската маршрута, таа е затворена. Најголем проблем е што кај бегалците и понатаму се уште постојат надеж и очекувања, истакна Микл-Лајтнер. Откако Словенија, Хрватска и Србија објавија нови строги ограничувања за влез на мигрантите и Македонија ја затвори границата со Грција за сите мигранти. Лајтнер изјави: мојата позиција е јасна. Балканската маршрута останува за секогаш затворена. Минатата година повеќе од 1,5 милиони мигранти пристигнале во Европа, предизвикувајќи жестоки политички дебати ширум континентот за решавање на кризата. Во последниот меч од 19-тото коло од првата лига, металците со делумно незаслужена победа. Ракоматарите на Веспрем во вториот надпревар во рамки на СЕХА лигата забележа убедлива победа против МАК Струмица со резултатот 37:23. Вести од спортот. Делумно незаслужена победа имаа металците во Јасмин во последниот меч од 19-тото коло од првата лига. Кавадарчани за малку не им удрија роденденска шлаканица на гостите, кои прославија 5-децениски јубилеј од своето постоење. Одличниот тим на Фени Индустри расположено започна и до првото полувреме, успеа да го наполни кошот на противникот со 55 поени, каде имаше позитива со дури 16 поени, кои сепак не беа доволни за победа. Пресвртот се случи на стартот на последната четвртина, кога со 9 поени во низа дојдоа до второ водство со 70:69. Немања Протич беше прецизен за 3 поени на 20 секунди пред крајот на средбата за ново изедначување 83:83. Уште еднаш Карло Враговиќ беше централна фигура во редовите на Фени Индустри. Хрватскиот интернационалец надпреварот го заврши со 29 индексни поени на ефикасност, кои се должеа на 20 поени, 6 асистенции и 6 скокови. Покрај Враговиќ, Тубак уфрли 19 поени, а 4 повеќе од Пековиќ. Мислам дека правдината ќе испадне на виделина. Моје мото е утакмица да ја оставиме да ја решат играчите,
за тоа што цела публика е дојдена за да ги гледат играчите. Никој не е дојден за да ме гледа мене као тренер или судиите. Дајте да тоа еднаш да го раскрстиме, тоа е стара поговорка америчка кај што играта е на играчите, а не е на сето друго е споредна работа. Очигледно на штрковите им беа потребни 35 минути да се разбудат и разиграат, па со брзи поени во првото продолжение успеа да слават со конечни 88-96. Со вчерашниот триумф избраниците на Алек Јончевски се стационираа на врвот на табелата во домашното првенство со 16 победи и 2 порази. Фени покажа цврста игра. Ние бевме во некој шок поради тие долги патувања, заврши Јадранска лига. Едноставно имавме, само што се вративме во недела вечер, имавме само еден ден да се припремиме за Фени. Лошо го отворивме надпреварот. Примивме неочекувано 55 поени во прво полувреме, меѓутоа на полувреме се консолидиравме и го доведовме победникот во продолжеток, меѓутоа секако со задоволство. Најдобар кај МЗ-та Скопје беше репрезентативецот Дамјан Стојановски со 20 поени. Урош Луковиќ и Немања Протиќ постигнаа по 17 поени, додека Данило Мијатовиќ реализира 16 поени. Со убедливи 37-23, тимот на Макс Струмица загуби од ракометарите на Веспрем на нивниот втори надпревар во рамки на СЕХА лигата. Унгарскиот првак рутински дојде до победа, која ја најави со двоцифрена предност уште во првото одиграно полувреме. Со по 6 гола, најефикасни за победникот беа Кристијан Угалде и Герк Иванчик. Во редовите на Макс Струмица, Борче Соколов, Мирко Мајик и Стефан Чизмовик беа најпрецизни со по 6 гола. Во последниот настап во СЕХА, Макс Струмица во сабота ќе игра против Нексе на домашен терен. Вардар и Мешков Брест, поради обврските во Лигата на шампиони, го одложија нивното соочување закажано за во сабота, надпреварот е одложен за 29 март. По завршување на групната фаза во Лигата на шампиони, Вардар се најде на 5-тото место на листата на ракометни сили во Европа според Европската ракометна федерација. На зимската пауза, македонскиот ракометен првак беше на 9-та позиција, со што забележува напредок од 4 позиции. Ова доаѓа по минималниот пораз од Рај Некар на почетокот на пролетниот дел, но и трите последователни победи над Кристијанштад, Монпелје и Пик Сегет. Пред црвено-црните на четвртата позиција се Барселона, место погоре е Парис Сен-Жермен, Фленсбург е на второто место, додека Веспрем е на врвот на листата на ракометни сили. Зад Вардар се Киелце, Кил, Пик Сегет, Кристијанштад и Загреб. Оклахома со 120-108 го порази тимот на Лос Анџелес Клиперс во рамки на синокешните надпревари во НБА лигата. Расел Весбрук со трипл-дабл ефект од 25 поени, 20 асистенции и 11 скока беше најзаслужен за победата на Тандерс. Кевин Дурант допринесе со 30 поени и 12 скока, додека кај Клиперси најдобар беше Джеф Грин со 23 поени. Стеф Кари пак со погодок од центар го одбележа дуелот меѓу Голден Стейт и Јута, каде војните победија со 115-94. За Стейтси најефикасен беше Клей Томпсон со 23, како и Грин, кој додаде 17 поени, 7 скокови и 5 асистенции. Победи забележаа и Бостон, Шарлот, Хјустон, Милвоки, Детройт, Њујорк и Кливленд. Најмалку 2, најмногу 4 годишна суспензија и се заканува на руската тенисерка Марија Шарапова, откако беше објавено дека била позитивна на нејзиниот допинг тест. Таа треба да биде суспендирана од сабота, а официјалната казна дополнително ќе биде објавена. Правниот тим на Марија Шарапова најави дека ќе бара намалување на казната, повикувајќи се на сличните случаи на Марин Чилик и Виктор Троицки. Шарапова била позитивна на мелдониум, супстанца која била забранета од 1 јануари 2016 година. На пресконференција таа изјави дека не била запознаена со промените, а лекот кој во себе содржи мелдониум, таа го користела веќе 10 години. Од Светската допинг агенција пак излегоа со соопштение дека Шарапова навремено била предупредена за одлуката и со препорака да престане да го конзумира лекот.
Облачно и врнежливо време имавме денес. Да погледнеме какви се прогнозите за наредните денови. Тоа беше се за денес. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.